Добро вечер, драги мои и почитувани гледачи. Знам дека си не достигавме реципроцитетна е таа една емоција која што верувам дека ви фалеше, барем според оние пораки кои ги добивав изминатите неколку недели, кога ќе почнеме, зошто не нема, дека ви не достигаме и дека сакате да ги слушате овие дневни анализи секој работен ден во истиот термин. Ние освежени, верувам дека и вие со нетрпение сте баш тука каде што треба да бидете. Алфа е секогаш во вистинското време подготвена да ги анализира сите, освен дневно политички внатрешни прашања, надворешни прашања, исто така, особено сега, во ова актуелно време, време на, би рекла, кршење на копијата на светско ниво, ако може така да се каже, време во кое се менува сериозно и од корен светскиот поредок. Денес имаме вонреден самит, практично инициран после вчерашните пораки од францускиот председател Макрон, практично за градење, цитирам, нуклеарен чадор над Европа. Една изјава по која следеше денешниот вонреден самит и која што за многумина треба да, според многумина треба да не исплаши. Како и да е, со ова ќе влезаме како прво прашање во вечерашната дискусија со мојот важен гостин, велам важен гостин бидејќи не смееме покрај овие надворешни случувања кои секако дека се важни и за позиционирањето и за тоа што би можела Македонија условно да речеме искористи од оваа нова поставеност на светско ниво. Внатрешните прашања се повеќе важни бидејќи за нас е повеќе од се битно или важно како сакате да успееме однатре да си го подобриме животот, животниот стандард, да бидат задоволни сите граѓани без разлика на кое ниво во општествената структура работат, живеат и се наоѓаат. Вечерва тема на дискусија во мнозински дел од прашањата ни е работникот, дебатата за минималната плата, дали е тоа политички премачкана иницијатива или е реална борба за подобро утре на работникот. Ќе дискутирам вечерва со мојот гостин, председателот на Конфедерацијата на синдикати, на Сојузот на синдикати, така не го сгрешив, на слободни синдикати, извинете, значи Конфедерација на слободни синдикати, секогаш го грешам вашето име, односно називот на синдикалното здружение. Владимир Ралповски, ви благодарам. Благоја Ралповски, извинете. Имам и грешка и во подписот. Веднаш господинот Благоја Рижија ве молам да го коригираме, ама тоа е доцна, стигнав синоќа во Македонија и уморот ки ми го простите, се случуваат вакви работи. Господине Благоја, ве плашат ли овие вакви сценарија како на светско ниво? Денеска особено еве прва вест во сите медиуми и во сите информативни изданија. Треба ли да се грижиме како Македонија за тоа што се случува, како Европа се позиционира после изборот на Трамп и неговите пораки, иницијативи, неговиот однос кон Зеленски и решавањето на проблемот меѓу Русија и Украина? Треба ли да се грижиме? Еве, според вас. Пред се, добро вечер и благодарам на поканата. Секого треба да го плаши она што се случува во светот денеска. Да, настанува некое престројување. Тоа не е нашиот домен на делување, но она што за нас е, ете, можам да кажам, охрабрувачки се изјавите на денешната влада дека минатата година имаме 1.250 милиони евра инвестиции. Тоа значи дека ќе имаме пари, дека економијата барем можеме да задржиме на ова ниво. Не радува она што капиталните инвестиции во државата се на високо ниво на искористеност, така да мислам дека во овој сегмент, во ова време, додека светот се преструктурира, дека Македонија би можела да го искористи тој момент ете и за економски напредок. Да не трчаме нели како држава, како државни функционери и државници практично во заземање на некакви позиции, ние важно е да си ја гледаме, да си го гледаме дома дворот, што би се рекло народски, а кога сме кај дворот. Многу интересна тема деновиве актуелна, не дека никогаш не сме биле сведоци на една ваква политичка битка на тема плата минимална, работникот, синдикалните здруженија и така натаму. Меѓутоа, сега е многу симптоматично што на иницијативата на ССМ и заканите, Сојузот на синдикати на Македонија, и заканите со штрајк, доколку не се зголеми минималната плата, речиси во иста линија оди целата опозиција
опозиција и тоа повторно не е ништо ново, логично е нели барањата синдикални опозиционите партии да ги поддржуваат, меѓутоа е малку симптоматично, тоа го забележувате вие, јавноста, го забележуваат и политички партии, па и јавно го говорат. И ајде сега, пораст на минималната плата. Ставот на владата е дека што и да договорат Сојузот на синдикатите, односно синдикалните здруженија, се надавам мислат на оние кои се дел од економско-социјалниот совет, така наречен, и работодавачите, власта ќе го поддржи. Од друга страна, ставот на опозицијата, левици и СДСМ е директно вперување на прстот кон власта. Може ли да се извојува лесно тоа покачување на минималната плата? Што е дискутабилно? Што е проблемот? Па вака, ајде, ќе почнеме од оваа борба, дали сме ја гледале. Ја гледавме низ улиците на државата многу години наназад, кога КСЛС немаше желби, туку бараше едноставно да се почитуваат законите и колективните договори. Да, го гледавме и од ССМ, но тогаш не се закануваше кон владата, туку кон стопанските комори и протестираше пред стопанските комори, а не смееше да појде пред влада. А за да дојдеме до суштината на минималната плата и на она што треба да се случи, треба да се вратиме години наназад за да објасниме што е минималната плата, која била целта на минималната плата, зашто е донесен тој закон за минимална плата. Еве за многумина што не знае, 2008 година на сите плоштади низ Македонија на 1 мај КСС собра 45.000 подписи за еден ден, со што ја иницираше минималната плата и во 2012 година таа минимална плата се донесе, со што се стави крај на онаа злоупотреба на работодавачите на работење за 50 или 100 евра на работниците во трудоинтензивните дејности. Но тоа е тоа што можам да кажам дека тогаш во таа минимална плата, во тој закон за минимална плата, во членот 8, се стави еден член 8, во кој што кажуваше дека платите треба да се усогласуваат и колективните договори со секое носење на минималната плата. И сега кога ќе се вратиме... Сега да кажете, тоа е тогаш решено, практично. Так. Поставена е основата и на база на таа и денеска не би требало да биде спорно. И сега ова мора да го објасниме, за да биде на јавноста малце појасно. Па и мене, искрено. Да, која е целта на носењето на минималната плата и која е суштината на постоењето на тој закон за минимална плата. Годините што идеа, 2015-16 ние имавме усогласување, 14-15-16 имавме усогласување во јавниот сектор, каде што владата не дозволи ниеднаш платите во јавниот сектор да паднат под минималната плата. 2017 година дојдовме до една ситуација каде што популистички се покачуваше минималната плата, но не се почитуваше целосно законот, членот 8 од законот за минимална плата никако не се почитуваше. Сега, одиме понатак. Дојдовме до 2017, 18, 19, 20, 21 година, членот 8 не постоеше ниту за еден синдикат, па ниту за тогашната влада. Ние низ протести, низ штрајкови на одделени грански синдикати, како што е СОНГ, се боревме за да направиме какво такво усогласување на платите. Настана еден тотален хаос во кој што пола од јавната администрација зимаше минимална плата или под минимална плата и незаконски се усогласуваше, им се додаваа пари на платите колку да земат минимална плата. Само тука едно прекинување. Рековте синдикатите не се крена ССМ. Во тој случај се молчеше заради непочитувањето на овој член и хаосот настанат, ако добро ве разбирам, а вие реагиравте. Тоа го кажавте добро, да бидеме јасни. Почна борбата за плати во Македонија. Како што сите знаат, може да се вратат и медиумите, и пишаните портали да се вратат наназад и да видат што пишувале во тоа време и кој се бореше за почитување на законите и колективните договори. Јас паметам 2022 еден првомајски месечини протест во кој вие додека штрајкувате пред влада, одеднаш практично доаѓа во поддршка актуелната власт заедно со раководните структури на ССМ во тоа време. Паралелно како да извојуваат тие победа, додека вие штрајкувате, некаква таква слика паметам, потсетете ме или поправете ме ако грешам. Така е, во тоа време
Во 2022 година СОНГ беше во штрајк или пред штрајк. Другите синдикати на КСС протестираа за почитувањето на законот. Тогашниот синдикат улета да не спаси нас, односно да ја спаси владата, и наместо процентуалното покачување на плата се договори да биде линеарно, затоа што власта во тоа време била во криза и немала пари, и настана хаос во платите во Македонија. 2022 година се донесе и новата формула за методологијата за пресметување на минималната плата, која беше целта, затоа што во тоа време паметиме дека имаше 20% инфлација во Македонија. Во 2023 година имавме 10% инфлација, но минималната плата се усогласуваше согласно законите. Ние не баравме покачување поголемо на минималната плата, ние баравме почитување на законот и усогласување на останатите плати. Тоа е проблемот. Ние немаме никаков ќар ако се покачи минималната плата, а другите плати останат неусогласени со процентот со кој што е покачена минималната плата. Сега наеднаш, кога имаме 3,5% инфлација, треба да имаме 500 евра минимална плата. Колегите од ССМ се љутат на нас затоа зашто не сме им дали поддршка. Ние едноставно молчиме и немаме потреба да се мешаме во таа нивна борба на желби. Заради нереалност? Па не знам, тоа се желби, затоа што они тоа го смислиле и претходно не побарале од нас поддршка или да достават некакво барање или анализа дали заеднички би можеле да настапиме со вакво барање. Едноставно излегува на прес, си ги кажуваат нивните проекции. Штом си ги кажуваат нивните проекции, тоа е нивна борба и треба да си ја водат до крај. Ние не се мешаме во тоа, до сега не се мешавме, но гледаме дека во последно време на Сојузот на синдикати на Македонија му се криви и другите синдикати. Бидејќи сите други молчат, само тие се гласни. Ке се спуштиме, ета пак народски речено, на подетално, потемелно ниво, разгледувајќи одредени индивидуи, како и првиот човек на ССМ, бидејќи неговото име и презиме актуелно деновиве. Сакам уште малку да го објасниме овој делот. Велите, вие барате почитување и од секогаш сте барали инсистирање да се почитува практично законот, онај член 8, на база на кој природно би требало да се случи усогласувањето на минималната плата, што е тогаш ова што тие го бараат сега во моментов, 500 евра, конкретно нивното е итно покачување, че вака гласи предлогот на ССМ, итно покачување на минималната плата, 6000 денари плюс од сегашното, значи 500 евра, со тоа што работодавците да не ги плаќаат социјалните придонеси. Во спротивно, ако тоа не го направи, ако не се донесе таква одлука, се закануваат со штрајк. На база на што го бараат ова сега? Не знам, тоа се нивни проекции. Они треба да кажат на база на што. Кажуваат дека е врз основа на покачената синдикална кошница. Тоа они си го знаат како си го пресметуваат, како си ги направиле анализите. Ние немаме добиено никакви анализи, немаме добиено никакво барање за поддршка на тоа, нити па ни е објаснето врз база на што го бараат тоа. Само една работа ќе кажам. Во изминатиот период, во 2024 година, во 2023 година се потпиша општиот колективен договор за јавен сектор. И мора да кажеме во јавноста дека постои општ колективен за јавен сектор и општ колективен договор за приватен сектор. Добро, во тој да биде јасно, бидејќи... Ете така. Во тој општ колективен договор, во членот 47, стои дека ќе има зголемување на платите од 1.3.2025 година, 1 март 2025, а ќе се пресметува основната бруто плата на вработен исплатена во месец септември 2023 година. Сега. Можам да кажам слободно дека на почетокот на минатата година имаше еден обид, според овој колективен договор, беше договорено и
за тоа може да потврди и Унијата на независни синдикати на Македонија, УНСМ, имаше еден договор каде што владата бараше од нас да се покачат платите 10%, а тоа беше само усогласување за да најниската плата во дејност во јавниот сектор, во дејност се изравни со минималната плата. Во 2024 година да немаме никакво усогласување и тек следното покачување да биде 2025. Знаете, оној јули, кога требаше да се потпише тој колективен договор, тој ден го одлагаа 3 пати тоа потпишување на тој колективен договор, затоа што ние излеговме на пресконференција и го обзнанивме ова и не сакавме да го потпишеме. Така. И морам да кажам дека 10 дена претходно, сегашниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија, заедно со министерката Тренчевска и Бесими, ме тераа да го прифатиме ова. Јас не можев да го прифатам, затоа што не го прифаќаа гранските синдикати на КСС, излеговме на пресконференција и кажавме. Во 2024 година, во јануари и февруари, кога поднесоа измене на законот за вадење на минималната плата и никакво усогласување во јавниот сектор, тогаш ние спротестиравме, само ние, и не се појави никој друг, но со помош на пратениците на тогашната опозиција, морам да кажам и благодарен сум на нив, со спречување на носење на тој закон, половина јавниот сектор доби покачување на платите. Со доаѓањето на оваа влада, почнувајќи од образованието, па и здравството, направивме усогласување на коефициентите и сите коефициенти сега во јавниот сектор, вклучително и полицијата и јавната администрација која што треба да се покачат платите сега во март, се уште сме во преговори, ни една плата во јавниот сектор најниската нема да биде нити блиску до минималната плата. Најниската плата ќе биде најмалце 2500 до 3000 денари повисока од минималната плата. Сега, зашто го кажам ова? Ако имаат поддршка од работодавачите, ако имаат поддршка, а слушнавме вчера каква е поддршка од работодавачите, останува само поддршката од Северозападна комора на Македонија, тогаш слободно нека си потпишат колективен договор за приватен сектор и Северозападна комора заедно со незините членки нека исплаќаат по 500 евра плата. Слободно тоа може да го направат. Инаку морам да кажам дека Економско-социјалниот совет не ја носи минималната плата. Таа објавила министерот согласно законот за минимална плата. И во неа пишува дека тогаш тоа е функцијата на Економско-социјалниот совет, нели? И во неа пишува дека од претходно мислење на Економско-социјалниот совет. Вие не сте дел од Економско-социјалниот совет, иако сте втор по репрезентативност, барем така важи досега, освен ако има некои други промени во овој момент. Според она што последно го гледав пред да влеземе во студиово, членови се од ССМ, министерот за демографија, социјална политика и млади, понатаму за образование, за економија, работодавачите, организацијата на работодавачи и така натаму. Па нема потреба да бидеме членови на тој Економско-социјален совет, затоа што нашето членство покажа колку е единствено и се изборивме за она што го направивме со... И без да бидете членови. Без да бидеме членови во Економско-социјалниот совет. И секогаш сме кажувале, кога постои социјален диалог, секогаш му даваме шанса на социјалниот диалог пред да почнеме со нешто порадикално. Сега не идовме на подадена рака. Во образованието имаме историски договор со покачување на платите до 2028 март од скоро 45%, значи наставниците негде ќе дојдат на 1000 евра плата. Имаме нивелирање, историско покачување на платите во здравството. Очекуваме такви договори во полицијата и во јавната администрација, така да нема потреба да бидеш член на Економско-социјалниот совет за да носиш одлуки. Инаку околу репрезентативноста. Да, молам објаснете тоа, бидејќи... Вака сега. Излегува вака, само чисто да резимираме од ова што досега го зборувавте, дека единствената поддршка на ССМ во овој момент, без разлика што важат или се етаблирани како најрепрезентативен, е од Северозападната комора, Стопанска. И толку. Синдикатите нема никаде ништо, нема никој друг кој им подава рака во однос од сите останати. Па не гледаме дека некој застана позади нив. Околу репрезентативноста, прво морам да кажам дека
Ако ССМ сега бара да биде репрезентативен за тоа што требало да учествува во економско-социјалниот совет, тоа е чиста манипулација. Репрезентативноста на еден синдикат треба само при потпишување на колективен договор. Дури и тогаш, ако нема репрезентативен синдикат, законот вели дека го потпишува најмногу бројниот синдикат. Сега, комисијата мислам дека е распуштена пред 1 месец и морам да се вратам повторно на нас. Вратете се. Од 2018 година, предадените списоци на КСС не можеа да се разгледаат до 2022 година. Причината во тие 4 години беше токму Сојузот на синдикати на Македонија и нивните членови во таа комисија, кои што 33 пати точно го одложуваа комисијата заради главоболки, диареи, болки во цревата и така натак. Сега, ако нема 1 месец, слушнавте премиерот кажа дека до крајот на месецот би требало да се формира таа комисија, не знам што е толку трагично да се плаче за репрезентативноста на синдикатите. Очигледно е сега, пошто е истечена нивната репрезентативност, очигледно е дека знаат дека и некој друг ќе биде репрезентативен во државата. Како истекува репрезентативноста? Па така, таа согласно законот се обновува на секои 3 години. После 3 години треба да ги обновите списоците и да докажете дека имате најмалце 10% од вработените во државата. Врзана ли е репрезентативноста, односно незиното истекување со датумот на изборот на Слободан Трендафилов за председател? Тоа е 30 јуни 2022. Дали тоа се врзува? Нема врска тоа со тоа едно со друго. Нема ништо. Довршете си ја мислата, па да... Значи, репрезентативноста на КСС не му беше дадена цели 6 години од страна прво на Сојузот на синдикати, бойкотирање од нивна страна, потоа од бойкотирање од тогашната влада. И морам да кажам дека крајот на 2023 година СОНК не можеше да потпише колективен договор затоа што го ја бойкотираа таа комисија, а знаеме дека освен СОНК ни еден друг синдикат во образованието не може да докаже репрезентативност. И сега доаѓаме до ситуација кога треба економско-социјалниот совет да даде мислење, ние бараме репрезентативен синдикат. Нема потреба. Ние даваме само мислење. И на нас не ни било одземено правото да даваме мислење во овие 5-6 години. Ние секоја сме го давале мислењето наше. Секоја сме го кажувале нашиот став. Секоја сме кажувале дека треба да се почитуваат законите и колективните договори. Но очигледно тогаш немаше слух. Очигледно е сега дека има слух и ќе кажам зашто не се согласуваме со ова, затоа што во Македонија минимална плата зимаат во моментот негде околу 25 до 30 илјади вработени, од кои што пола и повеќе се самовработени. Фризерки, вработени по трафики, козметичарки, така натака, за нечи, што можеме да направиме една голема штета и да влеземе во зоната на сива економија. Другата причина зашто не се согласуваме за поголема плата со субвенционирање на владата е затоа што ние имавме субвенционирање на работодавачите во 2021 и 2022 година за платите на работниците. Тие пари, пола од тие пари не стигнаа до работниците. Пријавував неке тогашната директорка на УЈП, Сања Лукаревска, пријавував неке тогашната министерка за труд и социјална политика, Јована Тренчевска, ке вице-премиерот Бетики, но никој не реагираше. И ден денеска нема никакви потегнати... Каде завршија парите? Па не знаеме каде завршија парите. По првата реакција, наша реакција заедно со Гласен текстилец, дека парите не дојдоа во раците на работниците и по укажувањето од наша страна, упорно во втората и третата транша на истите работодавачи повторно им се исплаќаше субвенции, а тие повторно не ги даваа на работниците. Така да... И ова поминува без одговорност? Без одговорност, еве, допрен глас од јавност, јавно обвинителство да влезе и да види каде завршуваат тие субвенции на заплатите на работниците кои што не стигнаа до работниците. Беше индивидуално возможно работникот како таков да тужи, да се жали? Па не беше тогаш, беше на ковид криза, каде што нели имаше отпуштање. Морам да кажам уште една многу болна работа за нас работниците е тоа што ние 2022 година ја започнавме со 800.000 вработени, а 2023 година ја завршивме со 700.000 вработени, 100.000 луѓе исчезнаа од државата.
И сега тие истите кои што ги избркаа луѓето од државата затоа што ја покачуваа само минималната плата, а другите плати не ги покачуваа. Така, сега бараат, предлагаат некои закони. Мене не ми е јасно зашто до сега не го направија тоа. Нас именно зборувате за законот кој го предложува СДСМ, дури сакаат предлагаат инјекција покачување директно, велат како му доаѓа 585 само милиони евра директно во джебот на вработените годишно, а придонесите да се замрзнат. Настрана ова законска мерка или како и да е што сега се обидуваат да предложат, а до завчера што се вели има можност да го направат на терен. Кој модел според вас е возможен, односно е возможен сега во оваа ситуација безболно да се случи за да стигнат на крајот на денот субвенциите или зголемените плати во раце на работникот? Еве велите тогаш не дојдоа во раце на работникот. Па ние дадовме еден наш предлог на економско-социјалниот совет, тоа беше не субвенционирање на работодавачите, туку субвенционирање на работниците. Ако веќе одиме со субвенционирање, тогаш да ги субвенционираме работниците за да парите завршат во нивните раце. Сега, има уште еден момент кој што сакав да го кажам, ме прекинавте, а тоа е дека бараме субвенционирање на работодавачите. На кои работодавачи? Кои што дивеат по маркетите, трговците, дистрибутерите, производителите, кои што одат со енормни големи маржи. Па до вчера зборевме дека се богатат на грбот на работниците и на граѓаните. И сега треба уште да ги субвенционираме за плати. Затоа сме против. Ние сакаме да се субвенционираат работниците, а не работодавачите. Да. Тоа е нашиот предлог. Во која форма го дадовте како мислење и тоа е тоа. Пак сега ајде да се вратиме всушност на една друга теза која што ја наметнав и на почетокот, а е актуелна деновиве. Линијата иста помеѓу ССМ, СДСМ, Левица. Имено денеска Живко Митревски, поранишниот прв човек на ССМ, кој не се откажува од битката, обидувајќи се да докаже дека е нелегално поставен актуелниот председател на Сојузот на синдикатите Слободан Трендафилов, истовремено реагира на дејноста на Трендафилов и ВМРО ДПМН. Еве конкретно пред некој ден прашањето на пратеникот Бране Петрушевски на пресконференција од партијата е Слободан Трендафилов да каже колку тајни состаноци имал со СДСМ и со кого се координира пред секој настап. Истовремено Петрушевски ќе рече СДС го постави Трендафилов на чело на ССМ, тој молчеше додека на власт бе СДС, а сега глуми синдикалец. Го цитирам Петрушевски, Слободан Трендафилов е избран за председател на ССМ на еден крајно насилен начин со изигрување на прописите. Трендафилов не можел да биде лидер на ССМ, бидејќи претходно не бил председател на грански синдикат, туку секретар. Сега на 30 јуни во соопштението од ССМ по неговиот избор се вели дека е единствен кандидат за кого на Конгрес мнозинството од делегати, да речам, гласале. Вака, Искра, ние како синдикат никогаш не сакаме да се мешаме во внатрешните работи на еден синдикат. Они си знаат натре како е избран Слободан Трендафилов. Немаме увид во тие докази што е кажано и да имаме увид, тоа е нивна внатрешна работа и едноставно нас не интересира начинот на кој што они ги избираат нивните лидери. Затоа еве јас ќе се оградам од сите изјави како синдикалец и не сакам да коментирам на она што допира до преку медиумите до сите нас, од причина што нити сум видел такви докази, ниту пак некогаш сме се мешале во внатрешните работи на некој друг синдикат. Морам да кажам дека и во периодот од 7 години наназад, кога нас не бркаа од работа, кога не малтретира, кога ни ги одзимаа синдикатите и директно од Сојузот на синдикати на Македонија, ние никогаш не ги прозвавме нив лично, со име и со презиме, но еве сега ќе ги кажам за тоа што изгледа во немој почна да не прозиваат нас, зашто ние ги склучуваме тие спогодби со кои што рештаваме историски проблеми во јавниот сектор, кои што се заложија 10 години и направија проблем, од начинот на кој што ги зголемуваа платите грабни бегај
и со додатоци на плата, па доаѓавме до ситуации каде што 3 месеци ги исплаќаа, 3 месеци не ги исплаќаа како фондот за здравство, па не исплаќаа плати во Македонски шуми, АД водостопанство, па требаше некој друг да ги покрива тие плати. Па дојдовме до ситуација кога судиите си ги зголемуваа нивните плати на грбот на работникот, кратејќи ги нивните додатоци на плата, затоа што тие се со колективен договор, и треба работниците да знаат дека тие додатоци на плата не влегуваат во стажот, и тие се додатоци на плата на кои што се плаќа само персонален данок. Исто како што го направија и со инспекторите. Инспекторите имаат 30% зголемување додаток на плата за ризик, но истото таква манипулација направија со неисплаќање на придонеси за тие 30%. Така да кога ќе дојдеме во на трето доба, сите ќе се чудиме од што да живееме и како да преживееме, и мислам дека направија еден хаос што популистички мерки, популистички мерки. Дојдовме до еден хаос во кој што никој не знае колку зима и како зима плата, и сега се уште се иде, ајде ќе потпишеме колективни договори, ќе направиме додатоци на плата, но треба да знаат работниците. Не им влегуваат во придонесите. Она што ние го правиме со овие спогодби, дали во образование, дали во здравство, каде што со години се исплаќаше, например, имаше возачите во брза помош, некои болничари зима, основната плата им беше под минимална плата, успеавме да ги нивелираме над минималната плата и да направиме еден голем исчекор кон сега подобрување на нивниот стандард. Затоа велам дека најниската плата во јавниот сектор ќе биде малце поголема, не малце повеќе поголема од минималната плата. Ние немаме никаков проблем да се покачи минималната плата ако владата реши да ја покачи, има пари да ги усогласи платите, сите плати погоре. Ето така, немаме никаков проблем. Од вака повторно се враќаме на она што ни се случуваше. Точно е, ние никогаш не сме имале проблем со тоа и никогаш не сме барале некое големо покачување. Ние бараме само усогласување на платите. Џабе ни е на нас сега да се покачат платите на 25.000 работници, а другите 675.000 работници ќе останат на истите плати. Ние не се согласуваме со таквото однесување. Таа иста обврска имаат и работодавачите, каде што има колективни договори. Но очигледно дека не ја исполнуваат. Еве ќе ги прашаме и оние од Северозападна комора дали ќе ја исполнат таа обврска и дали ќе го практикуваат членот 8 од Законот за минимална плата и ќе ги усогласат платите ке нивните членки. Добро, вас да речеме туку веќе е базично јасно, звучи долгорочно издржливо што го зборувате и звучи темелно реформски, да речеме, во интерес на работникот. Зошто за ова не постои свест, ако е вака како што зборувате, и од страна на ССМ? Тогаш ова е едно долгорочно стабилно решение во полза на работникот, кое е очекувано дека сите синдикати треба да го поддржат. Зошто да има тогаш вакви поделби? Тогаш што е мотивот на ССМ според вас? Не знам што е мотивот, треба нив да ги прашате кој е нивниот мотив за таквото однесување. И нас не интересира и кажавме дека немаат поддршка затоа што не ја побарале поддршката, немаат поддршка затоа што пред да побараш поддршка треба да доставиш анализа, предлог и да објасниш зашто треба да го бараш тоа, па за да добиеш таа поддршка. Гледаме дека немаат поддршка нити од работодавачите, гледаме дека имаат само од една комора поддршка. Во овој случај морам да кажам дека она што го збореа пред некој ден на не знам од која телевизиите, значи проекцијата на Социјалдемократскиот сојуз била дека минималната плата до крајот на следниот мандат ќе била 600 евра. По оваа прогресија што ние ја правиме со почитувањето на законите, кога сите останати плати се дигаат, формулата за минимална плата ќе биде процентот за минимална плата поголем и ние ќе дојдеме и до поголема плата од 600 евра ако ги почитува. Затоа што како ќе се дигаат другите плати, така ќе се дига просечната плата, така ќе расте и процентот на зголемување на минималната плата. Тоа е целта, само почитување на договорите, на законите и почитување на колективните договори.
Па каде е проблемот во насока на почитувањето на законите и колективните договори? Суштински. Па еве вака јас ќе кажам. Насока е тоа дека институциите до сега беа затајуваа во спроведувањето на законите на терен. Ние стално збориме, знаете, оној фамозен закон за работни односи, 7 години, секоја година, еве сега во декември ќе се донесе. Ние стално сме биле против носење на тој нов закон, затоа што немаме потреба од носење на нов закон. Да, имаме потреба од измени, има неколку номотехнички грешки, да, треба да ставиме, да метнеме нови директиви кои што се нели ги носи ова модерно време и дигитализацијата, работата од дома, мобилност и така натака. Но ние не знаеме каков закон имаме за работни односи, затоа што тој не е имплементиран на терен. Ние прво треба да го имплементираме на терен, па да видиме кои се неговите негативности на тој закон. Па потоа да разговараме и да седнеме суштински, да ги направиме суштинските промени во тој закон. Вака на овој начин дека стално кажувам дека кога ќе се спомнат реформи, сите се фаќаат со носење на нови закони. Не. Реформите значи дека треба да се имплементираат законите во државата. Да. И сега, спречувањето на овој хаос е дека на нас и нашите проценки се дека најмалку ни треба 5 години за да излеземе од овој хаос на нееднакви плати сегдека во државата за исто работно место. Па после да седнеме и да разговараме и за закон за плати и еднаш за секогаш да се стави крај на ова лудило и на она што го кажав грабни бегаи, колективни договори, на кој како му треба така да си го потпише, со тоа што работниците ќе знаат секоја година ќе биде предвидено и поврзано со одреден параметар, дали со просечна плата, дали со минимална плата, ќе имаат предвидливост колку ќе пораснат нивните плати. Но ова не важи само за јавниот сектор. Ние прв пат се дојдовме во ситуација да испочитувам членот 8 од законот за минимална плата. Сега ќе бараме да се почитува и законот за минимална плата во приватниот сектор, затоа што ова важи и за приватниот сектор. Како што расте минималната плата, така треба да ги усогласат и другите плати. Да, а не после да се жалат дека остануваат без работници и работниците бегаат надвор. Да, така е. Темелни долгорочни имплементации, целосни практични имплементации, а не третирање на оние акти на хартија или повредување свесно на истите и непочитување станува непреседан, туку веќе не знам изминатите години на се и се што се изнагледавме, се што е ставено на хартија практично како да немаше сила заради тоа што индивидуи, високи функционери така одлучува и тоа се тераше на терен. Дел од синдикатите вака или онака постапува, тотален хаос те во право тука и проаѓа времето, па веројатно и ќе видиме некаков епилог попозитивен, имено надежта останува. Ајде сега уште едно резиме. Очигледно на некој му одговара тој хаос. На нас како работници не ни одговара, ние бараме предвидливост на нашите плати. И реално да ги видите на терен бенефициите од она што сте го издействувале. Од колективни договори до нови закони, односно членот 8 неколку пати го споменавте. Резиме уште едно. Тие инсистираат на 500 евра минимална плата. Власта вели како ќе се договорат синдикатите со работодавачите, ќе го испочитуваме. Опозицијата ја префрла топката на власта. Еве, работодавачите не даваат подршка на барањата или не знам, уцените или условувањата од страна на ССМ и крајот според ССМ е штрајк. Што во тој случај? Па вак, штрајк во јавниот сектор... Што ако имате притисок внатре од членовите, дека и вие треба да излезете, знаете, звучи многу расфрлувањето со цифри од типот 500 евра, 600 евра плата, кај народот предизвикува поинаква една енергија и малкумина ги знаат темелните предизвици или проблеми кои произлегуваат од вака фрлањето со да речеме пари флоскули кои би звучат убаво на прво. Така е. Штрајк во јавниот сектор нема да има, затоа што со овие спогодби се решаваат многу проблеми во јавниот сектор. Кажав, нивелирањето на најниските коефициенти, подигањето над минималната плата. Значи и овие плати сега, и оваа плата што ќе се покачи минималната, повторно платите, најниските плати во јавниот сектор ќе бидат поголеми. Решението е едноставно.
Ако сакаат поголеми плати за работниците, нека ги повикаат работодавачите, нека си потпишат нов општ колективен договор за приватен сектор, нека си ја стават најниската плата, чим имаат поддршка, од кого имаат поддршка, тогаш решението е едноставно. Тогаш ќе го решат проблемот. Владата нема потреба тука да се меша. Владата има обврска да ги испочитува законите и колективните договори само за незините вработени кои што ги плаќа. И да помогне и да направи клима за да се развива бизнисот со кој што ќе се подобрува стандардот на граѓаните. Јас не гледам која е врската на владата во овој случај. Ние тоа што го бараме во овој момент го добиваме и не сме само ние, искра. Ке кажам дека кога бевне за здравство, дојде и синдикатот за здравство од ССМ и тие беа на маса и тие ја потпишаа таа спогодба. И сега истите тие од ДУПОС и председателот на ССМ, како што ние преговараме со владата, така и они преговараат со владата. И прашајте ги по колку пати месечно одат во Министерството за администрација и преговараат за платите во јавниот сектор. Значи, социјалниот диалог го има. Која е нивната потреба од ваквото однесување, тоа треба нив да ги прашате. Значи, да образложат зашто треба да прават вакви сцени кога нема потреба. Значи, можевме да седнеме и да се договориме, затоа што јас можам да кажам во мојот 10 годишен мандат не идувам на една влада која што има потполно разбирање за работниците, седнуваме, разговараме и со часови да изнајдеме решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни. Ке ве обвина дека сте многу благонаклонет или имате поддршка или сте поставен од ВМРО-ДПМН? Па нека ме обвинат за што сакаат. Јас ќе кажам, 45% во образование, наставниците за 2,5 години ќе дојдат до 1000 евра плата, покачување на платите во здравството и нивелирањето, сестрите добија најголемо покачување, тоа е историско најголемо покачување, знаеме дека работеа за минимална плата. Сега заедно со дежурствата кои што се зголемија со тоа нивелирање, почувајќи од 30 и некоја илјада во примарното здравство, па секундарно повеќе, па терцијално повеќе, имаа покачување од 14 до 17% на плата, сестрите од примарното до терцијалното здравство. Нека ме обвинат за што сакаат. Нашата цел е исполнета, платите се нивелирани, направени се спогодбите, ја имаме предвидливоста, одиме понатака за тука се е што и финансиската инекција кон стопанството со оглед на траншата прво од унгарскиот кредит, да се надеваме дека и тука брзо ќе ги видиме бенефициите. Правиме куса пауза за реклами. Почитувани Благоја Ралповски, председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати, вечерва во За или против. Влегуваме во завршницата за некоја минута по паузата. Бидете тука. Добро дојдовте назад. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати, господинот Благоја Ралповски, вечерва во За или против. Доста теми, господин Ралповски, прочешлавме, би рекла. За оние кои сега се вклучуваат, ќе има зголемување на минималната плата, тоа е веќе фактичка состојба, согласно законот, бидејќи она на кое што инсистира СДСМ сега, де факто можеше да го направи пред неколку месеци, сега го ставаат во форма на некаква мерка, па бараат поддршка, односно уценуваат или притискаат дека власта е должна тоа да го направи, заборавајќи дека беа до вчера власт. Не велам дека можеби им е нелегитимен предлогот, иако го образложивме и видовме како стојат работите, сепак резимето од прилика е тука. Тоа значи дека според законот би било околу 7 заприка нешто коефициент на покачувањето на минималната сега. И тоа е неспорно дека ќе го спроведе владата во рамки на институциите, што таа ги плаќа, вака да кажеме наедноставно, но што е со работодавачите ако тоа не го прават? Останатите. Па, работодавачите ја имаат истата обврска како што има владата. Ние кажуваме дека треба да се почитуваат законите, треба да се почитуваат колективните договори. Ако владата ги почитува во моментот колективните законите и ги усогласува платите, тоа важи исто и за работодавачите.
И јас повторно ќе кажам. Нема, тоа не го правеа на терен и тогаш инспекторатите не функционира изминатите години. Така. Ние имаме добри закони во Македонија, само што не се спроведуваат на терен. Тајде да видиме работодавачите дали ги почитуваат законските одредби од законот за минимална плата. Ако владата ги исполнува своите обврски, а порано викавме дека владата не ги исполнува своите обврски, ако сега владата ги исполнува своите обврски како прв работодавач во државата, како домаќин на оваа држава, тогаш тоа е пример за сите работодавачи да го почитуваат законот за минимална плата, а трудовиот инспекторат да си ја заврши работата на терен. Од сето она што го кажавте изминатите минути, исто така имам впечаток дека ви оди разговорот на маса со представниците на владата, но суштината на тоа е дали ве слушаат, дали ги послушуваат вашите барања, вашите анализи или само се едноставно квантитативно транспарентни па имате многу средби. Имаат ли слух реален, учествувате ли реално во креирање на јавните политики? Сите учествуваме, сите синдикати. И оние што се најгласни учествуваат. Што останува законски да се отвара, да се работи, да се доработува, да се изменува од периодот што следи? Сега тука е тоа на суштинската работа, значи останува законот за работни односи, останува законот за административни службеници, законот за вработените во јавниот сектор, законот за висока стручна служба, се отвори законот за мирно решавање на работни спорови, во тек е преговарање околу законот за административни службеници. Мислам дека при крајот на месецот има закажана средба и за мислење околу она што треба да се направи во законот за работни односи, дали нов закон или дополнување или измени на овој закон. Со што апелирам да не се продолжи со онаа пракса што имавме во минатото, а тоа беше секоја година само што не ги донесовме во декември, или да се прави хаос, како што се правеше хаос во законот за административни службеници, ставија она што кажавме, сега што збориме социјална категорија на минимална плата, и падна во вода првиот дел од целиот закон, вреднувањето на образованието и стручноста. И имаше уште еден момент кој што сакам да го напомнам и да дадам апел да не се повторува тоа што се правеше во минатото, а тоа беше разговаравме и се договоривме повторно да се договараме. Тоа ние го и чисти новинарски наслови бе. Така. И ние тоа го нарекувавме, сега ќе го повторам тој термин, закон туризам. Да, одлична една фраза која ни дадовте идеја во овој новинарскиот занаетски дел како да го нарекуваме и дај Боже да го нарекувавме. Односно да биде само минато и завршено време, а сега конечно да гледаме една поинаква состојба. Споменавте во еден момент и синдикалната кошничка, ја оставам за крај како последно прашање. Она на кое што се инсистира и казните се високи и така натаму, оваа ситуација околу маркетите кои се договараа картел варијанти волку цена, онолку цена, на крајот сето тоа е на грбот на купувачите, односно на потрошувачите, на граѓаните кои реално имаат потреба да преживеат со купување на основните продукти. Од средината на април сите цени од маркетите ќе треба да бидат јавно достапни на интернет, ама тоа не ја менува. И нема да ја смени, или можеби тоа е само мој впечаток од сега, да го наречеме песимистички, ако размислувајте поинаку, ве молам кажете, дека е прескапа синдикалната кошничка, односно нели е време да се помириме дека нема да биде поевтина храната и дека тоа е поскапена и крај готово. Јас не би рекол така. Дека меркиве се само, не дека се тие непродуктивни, меѓутоа реално не се може против ова другата страна на паричката, тоа се трговците кои очигледно е дека заоѓаат со начините на кои што ја обавуваат својата дејност. Ја не би рекол дека е така. Имаме нов закон за нефер трговски практики. Во најава се уште неколку закони со кои што ќе се ограничи маржата на трговците, но во последно време и она со картелското здружување, зашто јас прв пат слушнав
дека постоело и такво нешто во трговијата, гледаме дека институциите почнуваат да ги практикуваат законите, што значи дека има надеж дека реформите почнуваат во државата. Ако институциите се на терен, ако секој си ја врши својата работа, тогаш има надеж дека за некој одреден период, не викаме утре, но за одреден период, дека може да се смири оваа цела ситуација. Затоа што ние стално викаме, нас не ни е криво ако е патлиџанот на пазар 100 денари, ако земјоделецот што работи на нива земал 70 денари, нас не е криво што тој зима 20 денари, а патлиџанот на пазарите и во маркетите е 100 денари. И 150. И 150. Нас ни е криво затоа што оној што ја паси, ја рани кравата, ја мози, зима 25 денари, а оној што го преработува млекото и го продава, млекото завршува во маркет 65-70 денари или јогуртот. Тоа е проблемот што треба проблемите што треба да се решат во државата. Еве слушнавме дека ќе се стимулира домашните производи да идат на домашниот пазар, за да не увезуваме скапи земјоделски производи. Ако имаме реално поднебие да така, ако го поздравувам и тој потек, затоа што тоа е подигање на економијата, но и поевтин живот за нас како работници во поевтина храна во сопствената држава. А Благоја Ралповски, ви благодарам што бевте вечерва делот за или против. Мислам дека многу работи објаснивме и поедноставивме, ги расцепкавме, да речеме, за да бидат појасни. Годината половина помина. Кон крајот очекуваме резултати на сите овие промени кои ги гледаме теренски, но не можат веднаш да бидат видливи како резултат. Секој од нас е оптимист, бидејќи секој си ја сака државата и сака тука да остане, да работи, да живее нормално, стабилно и макар и скромно, ама да има за се. Останувате на чело на КСС, не сте изморен од битката? Како човек? Не сум изморен од битката, затоа што 7 години КСС беше прогонуван, бркани од работа, одзимани синдикати, викани во јавни обвинителства, финансова полиција за да ни се упатуваат закани, само заради тоа што баравме да се почитуваат законите и колективните договори. Сега гледаме на подадена рака од другата страна, да сакаме да работиме за да онаа борба што беше позади нас во изминатите години вроди со плод и се надеваме дека ќе има резултат. И посакувам среќа во работењето. Алфа е секогаш тука да биде глас ваш, глас на секој еден граѓанин во држава. Уште еднаш благодарност. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Гледајте за или против секој работен ден со почеток во истото време 18:10. Јас и вие се гледаме следниот четврток од оваа позиција, секако и предходно и потоа во информативните изданија на вашата Алфа. Уживајте со нашата програма. Пријатно.